Господин Кучи, минатата недела одржавте пресконференција на која што искажавте критики во однос на централната власт. Рековте дека владата само ги собира даноците од вас, но и ги распределува онака како што мисли, но не ве прашува за вашите ставови. На што конкретно се однесува овие критики? Кои се вашите конкретни забелешки во однос на централната власт? Значи, нашите критики не се затоа да даваме поени политички на некоја гарнитура или на друга, на позиција или на опозиција, туку се суштински, кои што се врзуваат за економскиот живот во нашата земја. Ако ние сме рекле дека нашата држава, нашата влада собира даноци и не прашува нас, значи дека е минимизиран улогата на стопанските комори, односно на чинителите на стопанскиот живот во земјава. Затоа што ние сме укажувале доста порано кај треба да се насочуваат тие средства, односно како треба да се има внимание за нешто што и самата влада е потписник на донесување на тој закон, кој што важи за пропорционалниот регионален развој во земјава. Значи, ако сме рекле дека треба да се разгледуваат овие стандарди, да речеме, имаме во ум дека Македонија е една. И кај да и боли на Македонија, целата Македонија е болна. А во дадениот момент нашето стопанство е болно. И токму е болно затоа што не се слуша нашиот глас кој што ние го даваме на приоритетите. Сојузот на стопански комори имаше средба со представниците на владата и премиерот Груевски беше тамо. Они дадоа 77 барања до владата, разни мерки за подобрување на на стопанството и така натаму. Како гледате на овие барања и што мислите за овие мерки од таа организација? Вам ви е позната и мојата изјава дека Сојуз на стопански комори повеќе го игра улогата на гласоговорникот на владата, отколку да ги заштитува интересите на бизнисите. Тоа ми го кажуваат и членките, пошто вие знаете дека кај нас е отворена стопанската комора за сите членови. Ние не ги делиме ни по боја, ни по основна вера, ни по било што, туку сите членови кои што се и во другите комори може да бидат и наши членки. И нивните реакции кои што се и кај нас и кај нив укажуваат на едно нешто. Што значи дека тие што ги штитат интересите на стопанственици на стопанството, но со самото тоа и на владата, сме токму ние како стопанска комора. И ние не одиме со такви бројки само да заличи на парламент, кај што ќе донесеме ние 1000 амандмани и да донесеме 77 мерки, кои што се повеќе шминка отколку што суштина. Неćem да ги омаловажувам. Дел од тие опфаќаат и наши интереси, но се избегнуваат круцијалните. Ние не сме рекле 77 мерки, ние сме рекле 7 мерки. Од тие даваме приоритет. 3, почнеме од една. Но до сега ни една не е реализирана. Премиерот на таа средба од него беше побарано да направи што може за зголемување на кредитирањето за бизнисите со цел на зголемување на економскиот раст. Од друга страна, премиерот Груевски рече дека тоа не зависи во голема мерка од власта, дека тоа комерцијалните банки треба да го решат. Арно, ама на сите нам ни е познато дека владата во последно време во огромен дел се задолжува на домашниот пазар и едноставно ги зема вишоците пари од банките, така што многу малку останува за стопанството. Што мислите за ова? Може ли владата да направи многу за да се зголеми кредитирањето за бизнисите? Тука јас во целост би се согласил со премиерот. Не е работа на премиерот да одредува на банката, тоа би било исто како да ми се обрати мене на компанијата и да ми се меша во мојата деловна политика, како ќе ја водам јас. Но е многу обврзан преку институциите, како што е Народната банка, преку институцијата што е Министерството за финансии, оваа политика со своите механизми да ја уредува. И што е многу битно, како тие средства што самата влада ги зема од овие банки, оти секако и јас би дал на еден посигурен клиент со помала разлика у цена роба, отколку на еден кој што може би е повеќе плаќа, но не ми е сигурен толку. Така да, во овој аспект сте во право и вие како новинари кога ја прашувате на овој начин прашањето. Но не како Сојуз на стопански комори што бара директно од премиерот да има влијание врз стопанските банки. Ние треба да ги убедиме самите стопанските банки со нашите проекти за да ги финансираат тие нив.
И јас сум бил најжестокиот во овој елемент, кај што сум ги напаѓал стопанските банки до скора, затоа што навистина има селективна политика спрема нас. Во Македонија имаме сериозен проблем со земањето на тие европски предпристапни фондови што ни стојат на располагање. Тука особено станува збор за ИПАРД средствата за земјоделците и за ИПА средствата за прекугранични проекти. Правите ли нешто на тој план? Можеме да се пофалим дека сме единствената институција, зборувам, во земјата, која што е корисник на овие средства, меѓу првите. Токму во проект кој што има за цел меѓугранична соработка, и тоа со Албанија, тоа беше лани, но продолжуваат овие проекти и натака со другите. Вашите членки од што работат нели во производство на храна, земјоделство, ИПАРД средствата, например, од циклус во циклус се нешто земаме 5%, 6%, 10% од расположливите кредити. Значи, огромни средства едноставно не можеме да ги собереме. Проблемот е сигурно во изработката на тие проекти. Што можеме да направиме? Проблемот е малку покомплексен. Почнува од самите капацитети најпрви на нашата држава, каде што имаме нејасен пристап кон информациите на самите наши чинители на политиките. Во конкретниот случај доаѓа во израз и да критикувам директно и ресорен министер за таа работа, кој што често пати не е ни многу информиран, и од тука почнуваат се генерираат проблемите. Затоа што ако аплицираме за економија или за европски интеграции? За европски интеграции, за жал тој ресор у задно време не е од македонски кадар воден, туку од албански. И тука сме имале и ние директни критики. Затоа што ако денеска ние аплицираме за нешто, даваме некоја конјуктура, тоа не мора да значи дека лани ние одма овие средства ќе ги користиме. Денеска имавте средба со амбасадорот на Катар. Так. Кажете ни, ве молам, што разговаравте? Постои ли некоја можност нели Катар да се ангажира во Македонија, и представници на владата разговараат со Катар веќе известно време. И исто така тука би ве замолил да ја прокоментирате изјавата и на премиерот кога тој рече на тој доручек нели од пред неколку дена дека бизнисмените требало повеќе да се свртат кон Азија, Африка и кон Америка, затоа што Европа заради должничката криза е во рецесија и многу тешко таму може да се најде раст. Мислите ли дека е реално да се очекува од македонските компании да обезбедат некаков поголем извоз на овие други континенти, и дали може би Катар е некакво решение за тоа? Секако на овие земји како што е Катар или Саудиска Арабија треба да се гледа како реален потенцијал, кој што и не е толку далечен, на кој што и имаме што да им понудиме, но и имаме и што да земеме од кај нив. Не се за подценување. Обратно. Значи, не треба да имаме предрасуди. Тие предрасуди по се изгледа се надминати. Бар во главите на нашите владетели, оти ние како стопанци одамна знаеме кај е потенцијалот. Да, но од оние причини беше изоставен овој дел. Сега, за добра наша среќа, више се почнува да се оди кон насока како да ги придобиеме овие луѓе, овие бизниси како многу успешни. Затоа што парите лежат таму и потенцијалите, но и имаме и што реално да понудиме. Но ова не треба да се чува како нешто спектакуларно или како нешто дека работиме. Туку реално треба и да работиме. Никогаш нема да може политиката, поготово со овој кадар што го има актуелно во Катар, да речеме, не знам што, затоа што денеска мене амбасадор ми делуваше воопшто неинформиран. Нема, и после толку средби, И после толку средби тој немаше никаква реална представа за она што значи бизнис во нашата земја. Не е доволно само преку doing бизнис во Македонија, промоција не знам што, олеснителни околности, да им се кажува на тие што воопшто не се интересирани кои се олеснувањата. Нив ги интересира реално која е сигурноста, кои се партнерите што нив ги врзува и кои се спецификите што со нив ги поврзуваме. Ако ние ги држиме на страна од нешто што е за нив приоритет, а тоа се муслиманите во оваа земја, тогаш што правиме ние? Значи, ќе дојде многу брзо да тие воопшто и да не сакаат да соработуваат со нас. Што вие мислите, имате впечаток дека актуелната власт некако кога говори со Катар некако како да ги држи настрана муслиманите? Јас знаем дека нашата стопанска комора се држи на страна
од многу нешта. Но ако владата мисли дека сме критични спрема незе и таа ќе ја стави главата како нојот во песокот, оти не го гледа тигарот. Значи не е тоа спасот. Во нас не треба да гледа непријатели да најпрви. Дури не ни опозиција, затоа што ние не сме политичка партија, дури немаме ни политички амбиции за такво нешто.